другата страна слушаме за еден концепт кој вели државата пред се. Ти за цело временова кампања велиш граѓанинот пред се. На 13 април граѓаните ќе треба да одлучат помеѓу овие два концепта. Кој е разликата? Мојот концепт за граѓанинот или човекот во центарот на нашето внимание се разликува од ова што го има во прашањето државата пред се, како велат. Затоа што според мене државата не вреди ништо ако нема луѓе во неа. Држава без народ не е држава. Те обвинија дека ти си немал став за проблемот со името. Почитувани кичевчани, ми се чини дека со мојот став за името чепнав во осило. Затоа што овие кои преговараат во мое, ваше и наше име немаат став. Или барем тој став го кријат од македонските граѓани. Ако станува збор за идентитетот на македонскиот народ, тука не треба да има никакви преговори. Ни еден нормален македонец не би преговарал за тоа што и кој е. Меѓутоа, ако станува збор за тоа какво меѓународно име за Република Македонија треба да се решиме, на местото на денешното ФИРОМ, 20 и кусур години сме ФИРОМ, за тоа ќе мора да се прашаат сите кои живеат во оваа земја, а не само фамилијата. Сите. Невработеноста во Република Македонија е многу голема, така и кај нас во Кичево. Младите гледаат да си одат од тука, другите живееме од пензиите од родителите. Кое е решението за оваа ситуација? Решението не е со вработување во администрација и само во администрација. Решението е со продуктивни вработувања во реалниот економски сектор. Државата тука не треба да дава работа, како што прави сега. Државата е најголем работодавач. Државата треба да го прави тоа што сега не го прави, да креира амбиент за бизнис и приватниот сектор да ја повлече економијата. Ова сакам тебе лично да ти го кажам, затоа што си припадник на младата генерација, можеби за прв пат ќе имаш прилика да гласаш овој пат. За возрастните не сум сигурен дека не е веќе предоцна. Немојте да дозволите, барем вие најмладите, политиката да ви го затруе животот до толку да се гледате низ партиска призма. Бидете прво луѓе. Разберете ги на 13 и на 27 вистинските лица, вистинските луѓе. Предлагам тоа да бидат нови, непотрошени ликови, не како овие што до сега не водеа, што се по 15 години во политиката, значи нови лица со нови политики и конечно да завртиме нова страница во македонската историја.